Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Добро дојдовте во новата епизода на И што? Темите се: Мицковски се дообјасни за минималната кошничка, пад од 12 места на листата на Transparency International, нови гениални мерки за борбата против високите цени, Мицковски во прв или барем втор план на америчката администрација, државните символи се застарени, комунистички и неинклузивни. Во претходната епизода на И што? Разговаравме за ставовите на премиерот околу минималната потрошувачка кошничка. Во меѓувреме, најдовме видеоматеријал од неговите ставови кога бил во опозиција. Да слушнеме. Македонија е меѓу 4 најсиромашни држави во Европа. Потрошувачката кошница на основните прехранбени и други производи изнесува во декември 35.042 денари. И оваа сума постојано се зголемува. Не се проблем само минималните плати, туку ниските плати, кои што се поголем број луѓе ги добиваат. Владата мора да има поголемо чувство за потребите на граѓаните. Треба да се симнат розовите очила, не се завршува работата со едноставно зголемување на минималната плата, туку со опсежно зголемување на платите, и тука не треба посебни формули, туку почитување на веќе договореното. На веќе постигнатата согласност со синдикатите и колективните договори кои се на сила. Каква е таа социјална правда кога владата не ги почитува сопствените колективни договори? Значи, потрошувачката кошничка од позиција на опозиција се прифаќа. Срам да име на власта што ја негира, ама сега од позиција на власт, кошничката треба да се преиспита. Се разбира дека јавноста и медиумите ги интересираше зошто таков драстичен пресврт во мислењата се пројавил кај премиерот. Да го слушнеме неговото објаснување. Премиере, кога бевте опозиција, потрошувачката кошница, минималната потрошувачка кошница, не ви пречеше методологијата на пресметка. Сега кога сте на власт, ви пречија тогаш и лично и вие и соопштенијата од вашата партија беа користена беше кошничката како аргумент на осиромашување. Не знам дали знаете, но потрошувачката кошница за прв пат е воведена во 2010 година кога владата кај нас ја предводи ВМРО-ДПМН. Не би го поделил периодот кога сме биле ние на власт или опозиција, бидејќи не би сакал сега на тоа ниво да го сведеме разговорот. А што се однесува до новата промена на методологија од декември 2023 година, ние не сме имале на увид. Откако ја добивме на увид, разговаравме најпрвен со синдикатите. Ние не излеговме во јавност да правиме страда од сето тоа. Разговаравме со синдикатите. И кога ќе забележите внатре кои производи се вклучени, тогаш навистина се збунувате. Збунувачки делова, бидејќи дел од производите навистина граѓаните не ги користат или не ги користат во тој обем. Јас ова не мислам дека е минимална потрошувачка кошница. Прво, која е потребата да ни даете историјат за потрошувачката кошничка? Стапила во сила за време на владењето на ВМРО-ДПМН пред 15 на години. Второ, не сте имале на увид или не лажете, или воопшто не сте пројавили интерес да проверите која е методологијата, бидејќи за тоа потребно е само да се крене телефон и да се побара од ССМ. Трето и можеби најлош. Вие мислите дека тоа не е реална кошничка. Сметате дека дел од производите кои ги набројавте на последната пресконференција не ги користат граѓаните или барем не во тој обем. Како не ви е срам? Кафе, цреши, лубеници, диња, праски и кајси. Тоа се луксузни артикли кои народот не ги користи. Една лименка Нескафе, 2,5 кила цреши за 4 члено семејство е премногу. Нереално ви е сето ова. Премиере, вие сте далеко од обичниот народ за да можете да процените што е, а што не е реално. Не ви е срам да кажувате што смее, а што не смее да биде во една минимална кошничка, кога на вашата рака носите помеѓу 15.000 и 50.000 евра. Очигледно треба некој да ви објасни дека минималец треба да работи цели 12 години за да спечели доволно пари да купи таков саат. Не да штеди по 100-200 евра месечно, 22.000 денари секој месец, 12 години и тек тогаш ќе може да си дозволи таков саат. А вие ќе кажувате што имало, а што немало смисла. Но ајде, можеби сето ова ќе се смени на подобро со новите гениални мерки. Премиерот успеа да ги надмине своите досегашни трудови со нов концепт околу цените во маркетите. Да слушнеме. Не е на пример една која што сакам да ја кажам и ќе ја предложам денеска на влада, сите ланци на овие супермаркети, хипермаркети да имаат јавна веб страна транспарентна на која што ќе ги објават сите цени на сите производи кои што ги имаат во своите маркети. Да можат граѓаните јасно да видат колкави се цените, што се цените и они самите да одлучуваат. Тоа ќе го, како што имаат некои земји во светот. Уште една мерка далеко од реалноста на обичниот граѓанин. Прво, повеќето маркети веќе имаат сајтови каде што ги ажурираат цените. Ама тоа на страна. Мислите дека обичниот граѓанин не ја знае разликата во цени? Не знаеме дали некој ви кажал, ама сите граѓани, па дури тие од веќе непостоечката средна класа, ја знаат разликата на цени од
маркет до маркет. Деновите за пазарење се станати маратони, каде што леб, месо и млечни производи се купуваат од еден маркет, средства за хигиена од друг, овој и зеленчук од трет и така натаму. Само поради разлики од 10 до 20 денари во цената. Можеби оваа гениална реформа сте ја спремиле за да ја препорачате на господинот J.D. Венс на глобалниот безбедносен форум во Минхен, каде што бевте седнати дури во втор ред. Се разбира, вашите најголеми фанови по социјалните мрежи прославија за вас, објаснувајќи на сите душмани и хейтери дека вие сте сега во прв план на америчката администрација. Жално е само што Венс ви избега и не успеавте да му ја пренесете оваа мерка. Но секоја шала на страна, дали ова ви личи на сериозен државник? Завршува говорот на заменик претседателот на Америка и кога на звучниците ечи по раката, ве молиме останете во вашите столчиња. Единствен што трча и се бутка од вториот ред за да стигне до Венс е нашиот премиер. Дополнително, министерот за одбрана Владо Миселовски што потрча за да фати слика не помага во целата ситуација. Се осеќате гордо македонци? Се осеќате како Македонија да е повторно ваша? Или се осеќате како да паднавме 12 места на листата на Transparency International за перцепција на корупција? Епа и да не се осеќате така, тоа е реалноста. Бидејќи на листата објавена февруари 2025 година имаме изгубено 2 бода од лани и сме паднати 12 места. Премиерот ова го каже на темата. Премиере, како го коментирате извештајот на Transparency International за перцепција на корупцијата, каде што Македонија бележи послаби резултати од лани, односно пат од 2 поени? Па логичен е тој извештај и добре што е само 2, мислев дека е повеќе после сите оние злоупотреби на европско знаме, коруптивни скандали кои што беа во периодот на минатата влада. Сите се однесуваат во периодот кога е претходната влада, детално го изанализирав и тоа е добра основа од каде што сега ќе можеме да почнеме да ја подобруваме нашата позиција. Се разбира, како можевме да сме толку заслепени? СДСМ се криви за се што е наопаку во оваа држава. И тоа што за време на вашето владење од скоро година дена Македонија падна 12 места на листата за перцепција на корупција е нивно злобно дело. Па добро, кога ќе почнете да превземате одговорност? Да, точно е. СДСМ не беа ништо подобри. Но ете зашто сега се опозиција, а вие сте власт. Да ве потсетиме, корупцијата сама под себе подразбира власт. И додека се случува сето ова, ни ги замачкуваат очите со новата драма на месецот. А тоа се разбира е прашањето за промена на химната и грбот на Македонија. Да слушнеме премиерот што мисли на темата. Уште една тема, ако може, има ли договор помеѓу ВМРО ДПМН и вреди за промена на државниот грб? Јас знам дека имаше договор помеѓу ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција за промена на државниот грб. Тоа беше пред неколку години, ако не се лажам, 2014-та или 15-та. Така мислам дека тоа се случи. Инаку ние ова прашање го отворивме и ценам дека ние сме една од двете држави пост, би рекол, социјалистички, кои што се уште државниот грб го имаат од стариот со некои мали модификации. Но кратко да кажам, имаше договор помеѓу ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција кога бевме во иста влада, односно кога таа влада ја водеше, мислам дека беше времето на Никола Груевски. Добро, некој разбра што сака да каже премиерот. Ајде да слушнеме уште еднаш темелно. Јас знам дека имаше договор помеѓу ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција за промена на државниот грб. Тоа беше пред неколку години, ако не се лажам, 2014-та или 15-та. Така мислам дека тоа се случи. Инаку ние ова прашање го отворивме и ценам дека ние сме една од двете држави пост, би рекол, социјалистички, кои што се уште државниот грб го имаат од стариот со некои мали модификации. Но кратко да кажам, имаше договор помеѓу ВМРО ДПМН и Демократската унија за интеграција кога бевме во иста влада, односно кога таа влада ја водеше, мислам дека беше времето на Никола Груевски. Ние со Влен немаме таков договор, ама Груевски со Дуи имаше таков договор. Ама јас, иако немам,
а да подсетам, он пред 10 години имаше, пак го отвори прашањето, бидејќи ценам дека ние сме една од две, би рекол, постсоцијалистички држави кои имаат таков грб, но да подсетам, запишете таму Груевски, а не јас имаше таков договор. Добро, што не интересира нас Груевски што правил? Бил, паднал, поминал и сега речиси цела деценија е во друга држава. И вашиот одговор на прашање што се однесува на државно обележје испадна криптична изјава за тоа дека грбот е од време на социјализмот, смачкана помеѓу две кратки историјати за Груевски и Дуи. А во меѓувреме вашиот коалиционен партнер иде по телевизии, избори за промена на грбот, но и за промена на химната. Очигледно е дека не може никој да оспори дека и грбот и химната потекнуваат од комунистичко време, не одразуваат баш како што треба реалноста. Отворено прашање и албанскиот јазик, кој што сите знаеме дека 20% омаловажувачки и подценувачки, значи за втората заедница во држава. Што ви пречи во химната? Па ако збориме за дека потекнуваат од комунизам, се посткомунистични, значи Не само вие ја споменувате химната, никој друг не споменува. Па, Мислам во македонскиот блог, не видов дека има став денес. Не знам кој спомнува, но реалност е дека и химната и грбот потекнуваат од време на комунизам. Што ви пречи во химната? Не ни пречи, сакаме да одразиш реалноста поинклузивно, да ги има и другите заедници, тоа е. Да ја чувствуваат сите граѓани на државата како државна химна. Па до сега 33 години. Како инклузивно. Никој не ја... Бидејќи и битките тука заеднички биле. И во Крушевската република, и Линден, И манифестот за сите... Значи само тоа, значи да биде инклузивно и сите да се уфатат таму за да се чувствуваат сите важни. Грбот и химната биле комунистички. Не им пречи химната, ама треба да се промени. Зошто? За да биде поинклузивна. Химната која раскажува за вечната борба на македонците за слобода, нашите народни херои, сонцето, кој е македонски символ над било кој друг, тоа е застарена комунистичка химна која треба да се промени. Ајде ако не, Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Јане Сандански да ги смениме со терористите од УЧК. Може место Македонија да пишеме Северна, може место македонците се борат за своите правдини да ставиме жителите на територијата позната како Северна Македонија, односно албанци, турци, срби, роми, власи и граѓаните на Северна Македонија се борат за своите правдини. А веќе кога сме тука, може и знамето да го смениме. Прво, не ни требува жолтово. На негово место можеме да ставиме инклузивно пиленце. Сепак сите сакаме пиленца и тоа е тоа. Македонија повторно горда, Македонија повторно навлен. А овај ваша де,